Го следите неделното интервју на Слободна Европа. Во него гостин е Весна Алексовска, председател на Сдруженијето на граѓани со ретки болести Живот со предизвици. Алексовска, дали со измените кои ги презема Министерството за здравство со паралелниот увоз на лекови, сметате дека и натаму се загрозува животот на пациентите со ретки болести со оглед на искуствата во изминатиот период на кој посочувавте од кога почна овој начин на внес на лекови? Кога од 2015 рекоа дека преку паралелен увоз ќе одат лекови за ретки болести, веднаш реагиравме затоа што и самите фармацевски компании ни кажаа дека тие нема да гарантираат за безбедноста и за квалитетот на лековите, ниту пак ќе можат да прифатат одредени сайд ефекти ако се случат, затоа што тоа не е нивен лек кој доаѓа од официјални дистрибутери, туку доаѓа од други луѓе, од други компании, не се сигурни како бил чуван, како бил принесуван тој лек и како стигнал до Македонија истиот. Најголемиот проблем тука се јави во однос на паралелниот увоз што се прави на лекови од Турција. Токму и затоа баравме како пациенти да бидеме заштитени на некој начин и мислам дека и затоа ги започна овие измени во законот за паралелен увоз, иако мислам дека можеби и не се доволни тие измени, затоа што ние како пациенти баравме не да се направат измени, туку воопшто тој закон како што беше донесен пред неколку години, така денес да се однесе тој закон од страна на Собранието на Република Македонија, затоа што наместо да донесе некаква корист, истиот донесе само штета. Не беа загрозени само пациентите со ретки болести, значи тука видовме дека се загрозени пациентите со диабетис, истото видовме дека се случува и со лекови на онкологија, што значи дека повеќе индивидуални случаи се појавија и се увиде дека не е грешката само на едно место, доку дека на повеќе места се појавува истото. Мене не ми е јасно како не се крена поголема паника во јавноста, затоа што преку паралелен увоз доаѓаат многу лекови во Македонија и не ми е јасно како ни институциите не превзедоа некои поголеми мерки, затоа што до ден денес се уште трае истрага и се уште не се знае кој, како и каде е виновен, ниту пак е некој обвинет во моментот. Паралелниот увоз продолжува да си тече по старо. Имавте и лично искуство со лекови од паралелниот увоз. Со какви мерки сметате дека пациентите може да бидат заштитени од вакви искуства во иднина и посочувате дека треба да има и одговорност за овие случаи? Точно, да. Значи, јас сум пациент со болест на Гоше, така да во 2015 беше набавен лек преку паралелен увоз за болеста на Гоше, тоа беше лекот Церезим. Компанијата веднаш укажа до Министерството за здравство дека истото нема да прифатат одговорност за квалитет и безбедност на лекот, затоа што тоа не знаат од каде доаѓа и како е истиот пренесуван. Тоа е навистина специфичен лек кој треба да се носи во ладен ланец, на специфична температура, да се чува во специфични услови. Септември, октомври почнавме да го примаме тој лек од паралелен увоз, за кој не уверуваа дека се е во ред. Март, април се појавија алергиски реакции. Јас самата имав црвенило на кожата на секада. Кај едно девојче, 14 годишно девојче, се појави алергиски шок, значи можеше да настане смрт, доколку не се реагираше брзо да се запре инфузијата и да се даде соодветен лек за да се сопре алергискиот шок. Што значи дека се доведовме до животна опасност. Потоа во медиумите видовме дека 40% од ампулите кои биле донесени биле фалсификати, што значи дека не само што не биле внатре не бил лекот, значи паѓа во вода дека тоа не соодветно се чувале или нешто друго, туку напротив, наместо лекот имало внатре нешто друго. Ова се скапи лекови, може да замислите какво изненадување кога ќе дознаете дека ви давале било што, но не тоа што ви треба за да може нормално да живеете. Друг проблем на кој посочувате е диагностиката. Колкав е бројот на пациенти кои спас за својата болест бараат во странство и колкави се трошоците?
Многу од реткиви болести дел се диагностицирани на детска клиника во Скопје, дел на Клинички универзитетски центар нели во Скопје, но дел од нив често оделе во Бугарија за да добијат диагноза, дел од пациентите уште одат во Бугарија и на контролни тестови да прават затоа што ги нема никој во Македонија од нив. Од друга страна имаме пациенти кои не можат да стигнат до диагностика ниту во Македонија, ниту во соседните земји. Значи моментално во здруженијето имаме 5 случаи кои едноставно немаат диагноза. Значи имаме едно мало бебе кое лежи на интензивна во детска клиника и кое се уште нема диагноза, на која му атрофираат мускулите и не се знае до каде ќе оди тоа. Диагнозата е клучна. Особено кај ретките болести секогаш се вика дека раната диагноза е потребна за да се добие рана терапија, за да може да се има што понормален живот, затоа што како што се развива и прогресира болеста, после е многу потешко да се врати истото назад. Колку се трошоците за диагностицирање на болеста во странство? Така, значи може да бидат од 500 до 5000 евра, зависно што и каде се испраќа. Често докторите сами потегнуваат своји врски што ги имаат комуникација што имаат со различни клинички центри и диагностички центри на странство, па некако се обидуваат и да намалат цена и да се ценкаат за да нели добијат пониска цена да може да испитаат се што треба. Проблем е и што некои работи можат да се испитаат во Македонија, но на пример нема реагенси или нема апаратура. Еве на пример го имаме МАНУ, го имаме одделот за генетски инженеринг, таму можат да прават и генетско секвенционирање, што значи дека буквално многу работи можат да се испитуваат. Скоро се може да се испита, но за сето тоа се потребни финансиски средства за да може да се испитува. Но Фондот за здравство обично има некоја листа за која дава средства за диагноза за болести и понатамошно таа листа не се проширила одамна. Во Србија, например, направија ЗОИН закон, соодветно на тој закон во 6 месеци, доколку не се добие диагноза во земјата на нели во Србија, тогаш Србија си прифаќа Фондот за здравство во Србија да плати, односно да рефундира средства за да се испита и да се побара диагноза во странство во соодветни диагностички центри. Ние би сакале тоа да се случи и во Македонија, да се направат такви законски промени кои едноставно ќе му го олеснат животот на граѓаните, затоа што вака буквално се вртат во круг, влегуваат во хипотеки, во кредити само за да стигнат до диагнозата, а што потоа, затоа што потоа е и третманот. Колку вам ви требаше да ви ја диагностицираат болеста и дали тоа беше утврдено тука или во странство? Значи, јас имав 7 години и до моите 7 години прво бев упатувана кај матичниот лекар, нели нормално заради модрици кои ми се појавуваат, заради слабокрвноста. Тогаш се уште него ни забележаа зголемениот стомак, затоа што нели дете си па не е важно дали ти е поголемо стомачето или не. Но кога ме пратија на детска клиника на хематологија, таму беше доктор Зисовски, и тој веднаш се посомнева дека се работи за болеста на Гоше, при што беше направена биопсија на коскена срж. Потоа, за да добиеме поточни информации и генетика, истото беше испратено во Холандија. Познат е примерот на 9-годишното момче кое се уште го чека својот лек, а за кое јавноста дозна и преку спотот еднакви на терен. Колку вакви други пациенти има и што значи за нив ова чекање на потребниот лек? Чекањето значи да гледаш како прогресира болеста, да гледаш како ти пропаѓа членот на семејството, дали е тоа детето, дали е тоа мајката или таткото. Еве, значи, дури за Јане го ветија лекот Спинраза, но се уште тоа не е стварено, значи лекот се уште не е стигнат во Македонија и пациентите се уште го немаат примено. Не знам каде се административно работите моментално, но очигледно е дека во Македонија тендерите за лекови особено траат ужасно долго. Например, тендерот што започна во јануари за ретките болести, денес уште не е завршена, сега сме мај, ќе заврши некаде отворањето ќе биде на 28 мај, додека стигнат лековите, веројатно ќе биде јуни. Таму има 2-3 нови лекови кои министерот за здравство ги вети и ги оствари да ги има во тендерот, но тие 2-3 нови лекови се лекови кои пациенти ги чекаат. Веројатно се потребни некои законски измени за да се види како лековите да стигнат што побрзо до пациентите. Еве ние бараме сега и други лекови за други болести. Имаме нови пациенти со нови болести за кои се потребни нови лекови кои ги нема во Македонија. Претпоставувам дека и таа процедура ќе трае долго исто така и тоа за семејствата е измачување едноставно.
Колку Министерството ве консултира во носењето на здравствените политики и чувствувате ли навистина дека невладините организации и здруженија имаат улога на советодавно дело при носење на политиките? Министерот за здравство и Фондот за здравство, па и Министерството за труд и социјала имаат отворена врата кон нас. Значи, до сега имавме убава комуникација, разговаравме за повеќе работи, но веројатно ќе треба да почекаме времето да кажа дали тие работи ќе бидат решени, дали ќе биде послушан нашиот глас или не. Предпоставуваме дека веројатно нашата инволвираност треба да биде поголема, затоа сакаме да бидеме вклучени и во различни комисии и да наблюдуваме како работат тие комисии. Ви благодарам на разговорот. Ви благодарам и на вас. Го следевте неделното интервју на Слободна Европа. До гледање.